Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на утринското еспресо на добро познатата фреквенција. Ово утро копилот во овој авион е Искра Коровешовска. Да мислам, ајде да бидеш еднаш и пилот. И ја ќе бидам копилот. Претходниот пат не ти оставив простор доволно и да ти кажем искрено, гледав после и сам себе си се критикував и ги читав коментариве на луѓето дека не сум џентлмен и во право си. Добро утро, Љупче, добро утро на нашите слушатели, па и гледач на стримот. Денеска нема наречи Ивица, односно не кажа дека ти недостига Боцевски, што е одличен напредок како за почеток на вториот месец од нашава копилотска дружба. Времето лечи се. Фино, добро, околу 20 на дената ман болка. Времето полека лечи се, после 15 години ќе биде подобро. 1 октомври, старт профакадемски час, 100 дена влада, многу настани денеска кои значат нови почетоци, па изголемување на пензиите на пензионерите. Ова утро со нас е пратеникот и подпредседател на собранието на Република Македонија Антонио Милошовски. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, Искра, добро утро Златев и благодарам за поканата. Ајде прво отворив тајм чисто да видам што е number one news од Сабајлево и 7000 студенти помалку во споредба со лани, односно Бруцош. Жал ли ви е за информација? Мислам, ви предизвикували некако, не знам, разочарување? Бројот на студенти, бројот на средношколци, бројот на деца запишани во прво оделение се огледало за потенцијалот на еднината. Кога се намалува бројот на ученици и на студенти, тоа значи дека се намалува потенцијалот за еднината, затоа што ние може да навлеземе во супер модерна технолошка револуција или индустријска и слично, но на крајот од гришата човековиот потенцијал како ресурс е незаменлив. И затоа сметам дека ова е одраз на неколку фактори. Не е нешто денес. Тој кој што се запишува студент денес има 18 години, значи ова е одраз на политиката на планирање на семејството пред 18, 20, 30 или 40 години, но и во самите денешни денови. Јас сум говорил на оваа тема, не би сакал да бидам наметлив. Секој си одлучува за своето семејство и за бројноста и слично. Сопругот, сопругата, околностите, материјалните услови, желбата помеѓу сопружниците, но според мене Македонија треба навистина сериозно да размисли за една популациона политика, затоа што тоа го прави Јапонија, иако е многу побројна држава, тоа го прави и соседна Србија, и таа исто така побројна држава, тоа веќе почнуваат да го прават и влади како на Кореја и влади како Грција и слично. Сите носат одредени мерки и на крајот од краиштата ја подигаат свеста во општеството дека побројно семејство прво е добро и за самото семејство, а второ е добро и за самото општество во секој аспект. Дали разговараме за спорт, за економија, за образование, за здравство, за безбедност, за новинарство и слично, секогаш е добро да има повеќе човечки ресурси. Така е ајде. Така новинарството, сакам да свртам некако политички, зошто? Заради тоа што ова е навистина болка како ситуација, популационата политика која ние немаме. Ја немаме особено изминатите 8-10 години. Нас преди тоа, наш приоритет во дневното занимавање или решавање на проблематиките, ајде да ги наречеме, е дневна политика, односно некакви ситуации кои што ни го окупираат неосновано вниманието. И ајде тука веднаш сакам да ве прашам најдиректно и најискрено очекувам одговор. Имавме транспарент кој викендов беше закачен на автопатот Скопје-Тетово. Командантите, ние сме подготвени во смисла порака до со слика на Али Ахмет и така натаму, значи уште се занимаваме со никакви тензии сега. Само демографијата е малку различна, предпоставувам. Различно. Да, точно. Апсолутно ве плаши овој делов, ка се подготвени, на што се подготвени. Бакли ќе се занимаваме сега со меѓуетнички тензии ако Дуи не влезе во влада, апропо она пак што исто така викендов го извади Оливер Спасовски, вашиот колега пратеник сега во случајов на СДСМ, дека Дуи и ВМРО ДПМН ќе станат пак коалициони партнери.
Па прво за Оливер Спасовски мислам дека човекот се обидува од пет не жели да спинува, а веројатно има и добра причина зашто се обидува да дефокусира, бидејќи ако истражните органи се позанимаваат со активностите во МВР во изминативе 8-9 години колку што беше министер, уште од време на првата техничка влада, многу веројатно е да најдат и одредени незаконитости, затоа се овие политички спинови од страна на Оливер Спасовски, а од друга страна и самиот е свесен колку ниско е падната довербата на граѓаните во СДСМ и се обидуваат да едноставно да извадат некаква дневна политичка тема. Но како што беше и партиското соопштение на оваа тема, ние би сакале да ги успокоиме колегите од СДСМ дека нема да им ја земеме дуи од опозиција, ќе ги оставиме да се подружат во тој дел. И истата порака би била и до оние кои што се раководство на ДУИ и кои што изјавуваат дека се подготвени. А од каде тогаш нивната храброст да со вакви пораки да излегуваат? Се плашите ли од меѓуетнички? Би било добро да бидат подготвени за опозиција. Не, сметам дека таа фаза заврши. Никој во држава земја членка на НАТО нема да ризикува или да влегува во такви авантури. Јас не викам дека нема поединци или групи кои што имаат потенцијал да создадат одредени неприлики, но заврши тоа време кога можеше да се глуми само жртва или жртва и тоа да се користи како изговор за преземање на некакви действија за нестабилност. Од тоа што го слушам во собраниските кулуари, самата холдинг, би рекол, коалиција ДУИ, бидејќи не е само една партија, беа повеќе партии во предизборна коалиција, имаат потреба да создаваат пред себе политичка агенда и одреден календар во текот на месеците октомври, ноември, декември, па и следната пролет, за да можат со таквите акции да ја задржат и кохезијата во сопствените редови, затоа што одредени помали политички партии кои што немаат пратеници во собранието, а биле дел од коалицијата на ДУИ, во последниот период слушаме дека размислуваат или се обидуваат да стапат во комуникација и со владата. Сега ја ќе се обидам да создадам една теорија на заговор. Да. Европската унија ја оддели Албанија од Македонија во оние пристапни преговори и де факто сега Албанија за разлика од нас ќе почне да отвора поглавје. Така. Дали ова го анализирате, вие во владеачката ВМРО ДПМН, како можна точка за почеток на меѓуетнички тензии во Македонија. Зошто? Затоа што матицата на албанците во Македонија, која е Албанија, исто како што матицата на македонците во, иако се откажавме со преспанскиот договор, но во надвор во соседството е Македонија, матицата оди во ЕУ, а Македонија стагнира. Па може би албанците ќе речат ние ќе одиме во ЕУ без вас. Знаете, тоа е една... Дали може би ова е некаква иницијална каписла стимулирана од Европската унија за да и наштети на владата на ВМРО ДПМН и ВЛЕН? Не, јас мислам дека нема основа да се резонира на таков начин. Зошто? Затоа што земете ги примерите на Србија и Црна Гора. Преговараат за членство во Европската унија, едната 11, другата држава може би 12 години. Се уште не се членки на Европската унија. Ние и сами видовме, Албанија имаше 2-3 години исто проблем со соседна Грција. Не верувам дека и во иднина ќе биде лесен и нивниот пат. И според мене, да бидам искрен, бидејќи ја следам евроинтеграцијата подолго време, не сум убеден дека сите земји членки на Европската унија процесот на проширување го замислуваат со краен исход полноправно членство на земјите од Западниот Балкан. Дури и со почеток на преговорите и нивно завршување по 10 години, како што ги следиме примерите на Србија и Црна Гора, мислам дека во Европската унија веќе се размислува за една алтернатива, а таа алтернатива би била придружно членство, одреден вид на придружно членство. Значи нема да имате комесар
како што има Бугарија или како што има Словенија. Нема да бидете членка во сите области во кои што се Франција, Германија, Австрија, Луксембург и слично, но ќе бидете придружена членка во 3-4 области каде што ќе ги исполните условите. И имате пасоши со кои ќе може да работите во цела ЕУ и ЕУ така со нас се враќаме на почетокот од емисијата. ЕУ ќе биде задоволна што ќе се ја надополни демографската потреба. А од друга страна мислам дека и земите од регионот до одредена мерка ќе бидат задоволни затоа што сепак ќе бидат чекор понапред од тоа што се сега. Затоа, ако ги слушате говорите и на Макрон, и на германскиот канцелар Олаф Шолц, тие викаат проширување да, но прво внатрешни реформи на институционалното делување на ЕУ. Тие внатрешни реформи сметам дека ќе се обидат да ги обликуваат барем, може би нема да ги донесат во текот на овој мандат на Европскиот парламент. И тука сметам дека ќе се отшириат нема да бидеме според вас кога и да влеземе, нема да бидеме полноправна членка. Според мене, јас се согласувам со мислењето на еден добар познавач и на Европската унија и на Југоисточна Европа. Тоа е германскиот новинар Михаел Мартенс, кој што пишува 20 години за Франкфурт Allgemeine Zeitung. Живеел и во Атина и во Истанбул, го покривал и Белград и Скопје и Загреб и Виена и слично. И тој тврди дека во полноправно членство на земјите од регионот во ЕУ се уште веруваат само оние кои што веруваат во Дедо Мраз. Неговото мислење е дека ќе се бара алтернативен начин кој што ќе ги задоволи аспирациите на земјите од Западен Балкан да бидат потврсто конектирани со Европската унија како сојуз, а истовремено ќе го акомодираат немањето на политички приоритет кај дел од членките на ЕУ кои што не се расположени за полноправно членство. Тоа би важело и за Албанија која Тоа би важело за сите земји во регионот според мене и тука би сакал да направам дистинкција. Со полноправното членство и проширување нема проблем Словенија, нема проблем Унгарија, Полска, нема проблем Хрватска, Шведска, Австрија, Италија, Финска. Многу земји се Чешката република, тие се благонаклонети кон проширувањето во целина и кон полноправното членство. Но сепак има неколку земји членки каде што проширувањето одамна не е сериозен политички капитал. Тука предничи Франција, но исто така не помалку заинтересирани за алтернативен развој на настаните се и Белгија, и Данска, и Холандија, и Луксембург, и сепак се влијат. Во Германија има различни влијанија. Знаете сега, замислете, вие сте некаква Германија, економски гигант, само вашата едно од вашите 13 покрајни, да речеме Северна Рајна, Вестфалија има поголем БДП од Русија, Турција и уште некој тамо заедно. И сега вие ќе ви дојде некој тамо од Македонија, може да и, извинете ме на терминот, би ветар како Зоран Заев, и тој ќе ви стави вето на ова или на она. Или пак некој од Албанија, или пак некој од Косово, Србија, Босна и Херцеговина, Јас го разбирам тој став на Европската унија. Апсолутно. Не може да бидеме еднакви на масата затоа што јас сметам дека Европската унија има една работа во која што е не е фер. Ние се сеќаваме на Солунската агенда 2003 година, многу амбициозна, најавена, представена со ентузијазам, примена со ентузијазам. Поминаа 21 година, гледаме дека не се реализираат тие големи најави, но Европската унија треба да биде барем искрена со еден партнерски однос кон земјите од регионот и да го каже вистинскиот план. Кој е нивниот план за земјите од регионот? Ако е полноправно членство, да одиме и да вложиме напори во таа насока. Ако е придружно членство, да знаеме да се поставиме на поинаков начин. Ако е одредено партнерство, како што нудеа на Турција, привилегирано партнерство без членство, тогаш да се поставиме на таков начин. Доколку од Брисел имаме јасен став за тоа која е нивната визија за процесот на проширување и за земјите од Западниот Балкан, тогаш мислам дека нема лутење, секој ќе се прилагоди кон реалноста и се разбира дека ќе развиваме најблиски можни односи
со ЕУ, бидејќи природно сме упатени и трговски, и безбедносно, и географски, и економски, и културно со земјите членки на Европската унија, но пак ќе повторам за она што беше теоријата на заговор, дека нема веќе било каков изговор за некој да создава нестабилност, затоа што одредена држава почнала, одредена држава не почнала преговори и слично. На крајот од криштата, ако сакаме да утврдиме еве и персонална, па дури и партиско-политичка одговорност, зошто Македонија не отпочнала преговори со Европската унија, таа можеме да ја лоцираме во Дуи и во Бујар Османи, затоа што превзема обврска за менување устав, бивајќи свесни дека немаат потенцијал да го испорачаат таквото ветување. И тоа е свесно туркање на земјата кон една блокада во најава. Ако тие како влада превземеле обврска која што може да ја реализираат како влада или како владеачко мнозинство со одреден закон, во ред, нека превземеле, можеби јас немало да се согласам, но мнозинството претходно на СДСМ дојде и испорачале. Знаете, сега морам да ви забележам и да бидам провокативен, пред изборите не зборувавте вака. Во која смисла? Пред изборите наративот на ВМРО ДПМН беше ќе дојдеме на власт, ќе промениме преговарачката рамка и ќе почнеме преговори. Ние сега ниту видовме промена на преговарачката рамка, ниту видовме сигнали дека таа може да се смени, а мислам дека полека и надежите кај нас умираат за промена на преговарачката рамка. Знам дека политичарите прават се по секоја цена, но дали сметате дека може би ги изневеривте граѓаните со ова? Значи, од наша страна, по однос на преговарачката рамка, ние и пред изборите и сега имаме една позиција. А тоа е, не мора, ако не може, да се менува содржината на преговарачката рамка. Но би било многу корисно и за Македонија, и за Европската унија, ако сакате и за Бугарија како земја членка, ако се смени методологијата во оваа преговарачка рамка. Главната концесија која што ја прифатиле Бујар Османи, Маричич и Ковачевски, наместо да се испорача и имплементира само за да се отпочнат преговори и да имаме неизвестност за следни 2, 3 или 5 блокади во иднина, да се смени и да дојде концесијата да се поврзе со ратификацијата на крај да ја платиме. Ратификацијата на договорот за членство. Така беше меѓу Словенија и Хрватска, кога имаа проблем, Словенија ја блокираше Хрватска за морската граница, се согласија на арбитража и се согласија дека таа арбитража и компромис ќе биде имплементиран кога Хрватска ќе има известност дека станува земја членка. И така и ќе се тестира желбата на Бугарија, дали навистина се залага... Но и желбата на ЕУ. И желбата на ЕУ, бидејќи јас сум застапник на една теза, сум имал разговори со повеќе пратеници од земји членки на ЕУ, во неформалниот дел пратениците се по-отворени во разговорите, отколку што се министрите или премиерите. Бугарија во ова ставање на вето, првиот пат 2019 година, претходно беше Франција, не е сама. Може би нам не изгледа дека Бугарија е солист и наметнува некакви рационални прашања поврзани со идентитет, јазик, историја и слично, но сметам дека во позадината на Бугарија тивко 2-3 повлијателни земји членки на ЕУ и даваат поддршка, може би заедничка координација, затоа што се постигнува заедничката цел. А заедничката цел е блокирање или успорување на процесот на проширување кон полноправно членство на целиот регион. Да, бидејќи објективно и ние да сме Франција, Германија, како и да, истото би го размислували и објективно гледано се во право. Она што сакам да ве прашам, ако го прифатиме еве како реалност делот со придружно членство или половично членство или како сакате, која е неполноправно. Неполноправно асоцијативно, да. Дали тоа значи дека веќе овој страшен ултиматум или овој конкретен бугарски ветоизиран момент нема да ни биде терет? Дали тоа значи дека пак можеме да бидеме порелаксирани во однос, еве една опција која што стои е за да излеземе од протоколот подпишан последниот од страна на Османи, еден од најштетните, би рекла, вториот. Да. Дали тоа значи дека тогаш се релаксираме во оваа смисла, работиме само внатре реформски, си тераме и стануваме придружна членка
ситуација која не велам дека треба да ја прифатиме, велам само дека може да не бустира економски, да ни ги отвори уште повеќе граници. Тоа зависи од длабочината на реформите во Европската Унија, затоа што меѓу другото во Европската Унија неколку години наназад се тврди и се турка една идеја од сериозни земји членки, вклучително и од Германија, дека за одредени политики нема да проложи после реформите во ЕУ да важи правилото една земја да може да стави вето за секоја политика. И можно е, откако го имавме примерот и со Украина и одредени усогласувања, неусогласувања на кој начин да и се помогне и дали Орбан на кафе. Кога имаше да абстиненција наместо вето, изнудена би рекол абстиненција наместо вето, можно е и во делот на надворешната политика и во делот на евентуалното проширување, без разлика дали тоа ќе биде асоцијативно, полноправно, придружно или слично членство, да има политика на квалификувано мнозинство. Ако квалификуваното мнозинство на земји членки смета дека Албанија, Србија, Македонија, Црна Гора, Косово, Босна и Херцеговина треба да влезат во асоцијативно членство со ЕУ, тоа да биде на таков начин биде донесено одлука. За да дојде до тие реформи во ЕУ треба да се донесат со консензус. Така е. И сега кој со консензус би се откажал од своите знаете како тоа? Тоа е исто као да им кажете сега на министриве дека ќе им ги намалат платите, ќе се вратат по старо, па сите викаат нели ние ќе се повлечеме, нема да работи. Мислам дека во ЕУ и други работи право еднаш добиено тешко се губи. И други работи во ЕУ поврзани со условно кажано целосниот или оној класичниот суверенитет на државите во самиот развој на ЕУ полека се менувале во текот на времето, не е неменливо, но она што исто така сакам да го споменам, помина незабележано. За жал не прифати поранешниот председател Пендаровски да дојде на собраниска дебата, иако апелиравме тоа да го направи во тоа време. Ако се сеќавате во 2020 година, чинам дека беше, во едно интервју на национален телевизиски медиум, поранешниот председател Пендаровски спомна дека францускиот председател Макрон му поставил прашање дали би размислиле за членство во Европската економска област како некоја меѓуфаза до, условно кажано, следната конечна фаза, полноправно членство, кога за тоа би се создале услови. И сега, ако францускиот председател ви постави такво прашање, тоа воопшто не е ниту наивно, ниту случајно. Веројатно тоа е дискутирано на ниво на кабинет во Република Франција, може би дискутирано и на ниво на одредени колеги, председатели или премиери на некој потесен круг на земји членки, што значи дека за такви опции се дискутирало. За жал, председателот Пендаровски не ја разви дополнително, не ја објасни тезата што тој смета или не ја консултира на некој начин македонската политичка или стопанска јавност како би требало да се одговори на ваквото поставено прашање од сериозен представник на земја членка на ЕУ, но самото тоа покажува дека во ЕУ веќе се размислува за одредени алтернативи. И ако гледате, споредбено ако се направи, во времето на Митеран и на Хелмут Кол имаше надпревар кој од нив ќе каже поскорешен датум за членувањето на Полска, на Литванија, на Чешка, на Латвија, на Естонија. Имаше надпревар да се каже кога побрзо ќе има нова земја членка на ЕУ. Сега има надпревар кај лидерите на земјите членки на Европската Унија, кој ќе даде изјава дека проширувањето нема да оди така брзо, така лесно и нема да се случи толку скоро. Дали тоа значи дека во таа насока и позитивната, ајде да речеме, енергија од унгарскиот премиер, кога вели дека Македонија до нова година треба ќе ги почне, или како и да е формулацијата, во смисла на тоа дека е прилично оптимист во таа насока. Дали ако реформските процеси со оглед на новиот нели политички состав... Ќе се надоврзам на твоето прашање, да. Да, и па повели. Имавше еден брифинг дека наводно Соединетите Американски држави, односно нивната дипломатија, на кој им е стратешки интерес овој регион да биде дел од целината наречена Европска Унија,
ќе почнат со притисок кон двете страни кои треба да заврши негде пред Нова година. Односно и кон Бугарија и кон Македонија, и дека тие се силата која го одблокирала процесот за Албанија и дека тоа е силата која ќе го одблокира процесот и за Македонија. Јас сметам дека улогата на Соединетите Американски држави во процесот на проширување на Европската унија секогаш била промотивна, позитивна. На САД и одговара по број на Европска унија. И во САД процесот на одлучување секогаш бил поедноставен во споредба со оној на Европската унија, а сепак имаат одредено стратешко трансатлантско партнерство и влијанието е сериозно. Но за тоа да се случи оваа најава, не би влегувал сега во одредени детали, бидејќи премиерот на Унгарија сигурно има повеќе информации, тие се земја членка внатре во ЕУ и има поширок поглед на работите. Информација може би од други земји членки на ЕУ како размислуваат, но во секој случај ние треба да видиме што ќе се случи на изборите во соседна Република Бугарија, каква ќе биде новата политичка влада, дали ќе биде политичка, дали ќе биде стабилна, дали ќе биде со една доминантна партија и премиер кој што може да превзема одлуки и обврски, или ќе биде состав на 3, 4 или 5 политички партии, каде што е многу потешко да се превземаат посериозни обврски и за домашни реформи и за однос кон надворешни стратешки партнерства. Мислам дека според она што го гледаме анкетите, ГЕРБ би имале поголем број на пратеници, но сепак недоволен да формираат влада самостојно. Би следувала, за жал според анкетите, второ пласирана во моментов е екстремната партија Преродба во Бугарија на Костадин Костадинов, некаде со сличен број на проценти е и партијата на Кирил Петков, и проруска, и анти-ЕУ, и анти-НАТО. Еден од говорниците на Конгресот на германската радикална проруска партија АФД на нивниот конгрес пред 5-6 месеци беше токму председателот на бугарската екстремна партија Преродба Возраждање, и се гледа дека тие Возраждање. Да, и дека одат на таа линија, едноставно на анти-ЕУ, анти-НАТО, антипроширување, против Морам да бидам искрен дека нашите слушатели некако на линија се со бугарски радикали. Имаме неколку коментари овде кои велат а што ќе биде ако Македонија фати друг пат за свој интерес и не чека понижување за влез во ЕУ. Вели една слушателка, друга вели до кога ние ќе бидете сите поданици на Европската унија, ние треба да одиме да побараме членство во БРИКС. Да, ма има и за резултатите од изборите во Австрија, каде што ултрадесните. Тие беа прво рангирани. Ја да им одговорам на слушателите, видете се, нашата трговска размена со БРИКС е статистичка грешка. Во исто време, доколку утре се случи криза во Германија, која е наш најголем трговски партнер по сите нели параметри, и по увоз и по извоз, тогаш вие сите ќе бидете посиромашни. Така што навивајте да ја биде Германија, да не ја биде Русија. Ако сакате да живеете пристојно сега. Јас, без разлика на политичката определба, прво треба да се разбере дека во Македонија оправдана кај добар дел од населението постојат фрустрации кон ЕУ заради поистоветување, кој што според мене не треба да го има, на ЕУ со една или две земји членки. Притисокот кој што го правеше Грција 25 години по однос на името, признавање, непризнавање, блокада, трговска блокада, санкции, притисок се смени уставното име, вето за НАТО, вето за почеток на преговорите, траеше толку долго што одреден дел од граѓаните тоа го поистоветуваа како позиција на ЕУ. Иако пак ќе напоменам, тоа не е позиција која што ја делеле сите земји членки на ЕУ. Естонија, Чешка, Литванија, Австрија, Хрватска, Словенија, Унгарија, Полска, Шведска никогаш не се согласиле со таквата позиција на Грција. Секогаш биле праведни и биле фер кон Македонија. Втората работа што сметам дека треба
граѓаните да ја знаете. Имавме летово имавме поголема криза со пожарите, за жал и како наследена би рекол криза заради многу лошиот капацитет во кој што беа затекнати Центарот за управување со кризи и другите ресурси за борба против вакви природни непогоди. Добро, вие го ставите директорот сега. Точно е дека проложи тој, но сметам дека она другата дирекција која што требаше да ги обнови и да ги навреме да ги сервисира авионите, што беше предводена од ДУИ и носеше и поголема одговорност, но како и да е, поентата ми беше дека ние самите забележавме каде се пријателствата, каде се релациите. Доаѓа помош од Словенија, доаѓа помош од Чешка, доаѓа помош од Кипар, доаѓа помош од Хрватска, доаѓа од Германија или од некои други места. И истото е поврзано, ова што го кажа и Златев, со трговијата. Истото е поврзано и со стопанската, економската или образовната миграција. Македонија е упатена кон соработка со земјите членки на ЕУ. Без разлика кој ќе биде влада во Германија, во Австрија, во Италија, во Словенија или во Холандија, ние ќе продолжиме да извезуваме и да увезуваме кон овие држави. Кога ќе прашате зошто, има многу едноставен одговор. Се учи негде во второ, трето оделение, кога прв пат се учат за континенти, затоа што ние географски сме во Европа. И не може да бидеме на друго место. Така. И сите оние убаво звучат тие на хартија, убаво звучи, знаете, Бразил, Јужноафриканска република, Кина, Русија и така натаму. Им пожелувам среќа, но тој сојуз се уште би рекол повеќе сојуз на документ, отколку што е сојуз во реалноста. Нема монетарна сплотеност, нема заедничка надворешна политика, нема ваква кохезија како што има во Европската унија. И според мене Македонија, без разлика на тоа кога ќе се почнат преговорите и кој ќе биде финалниот исход на преговорите со ЕУ, Македонија треба стратешки да се ја задржи својата определба за што поблиски односи и со ЕУ како целина и со земјите членки поединечно. И она што е како моја идеја, не сум ја споделил на некој институционален форум во собранието или партиски, но сметам дека после склучувањето на договорот стратешко партнерство со Соединетите Американски држави и имаме второ такво со Република Турција, едната е глобална сила, втората е регионален актер. Мислам дека може би е дојдено време Македонија да одбере земја членка од ЕУ, може да биде и од Вишеградската група, може да биде Полска, Унгарија, Чешка, Словачка или некоја друга земја членка со која што билатерално би склучиле договор за најблиска можна соработка. Да, па тоа и се случува конкретно и со Унгарија. Ова се почетни чекори кои што може да одат и во таа насока. А оценките и очекувањата се позитивни. Имаш на темава или сакам нешто да ја вратам приказната со Бугарија кратко? Врати и дај више да искочиме. Последно за ЕУ, да излеземе од овој, како да кажам, не, да излеземе од дебатата за ЕУ. Да, значи, не сме ни влегли ние кај ќе излагаме. Одма евроскептицизам почна не влезен. Да ги оставиме луѓето тогаш да бидат онлайн и да не чекаат после паузава или да го поставам прашањето? Постави го прашањето, па водиме со реклама. Значи, Милушовски, се враќаме на условите од Бугарија и слично. Значи, една теза која што произлезе после последниот извештај од, да речеме, минатата недела, ако не грешам, или пред 10 дена, од Комитетот на министри на Совет на Европа, во кој што практично и се дава рок на Бугарија до 16 декември да извади што се направила во однос на заклучоците на тема пресудите од Страсбур, значи какви мерки и резултати од спроведувањето на заклучоците, имајќи го предвид фактот дека тие имаат работна група во македонската јавност, можеби многу малку го знае, Менкиновски последно го рефрешираше, да речем, го не подсети на истото. Значи имаат работна група за бенување на уставот во насока на спроведување на пресудите од Страсбур. Значи Бугарија треба да го менува уставот, не ние. Колку реално може овој механизам преку ваквите извештаи од Комитетот на министри да се искористи како притисок врз Бугарија? Или ајде уште подиректна да бидам, може ли ако не ги извади овие заклучоци што се бараат до рокот до 16 декември, да и се закани исклучување од Совет на Европа, например? Па, мислам дека ретко се посегнува по тој механизам. Еднаш се употреби, тоа беше против Русија
заради политиката. Зашто може да се премени? Во ретки случаи кога нешто е поврзано со војна, со агресија, со некој, да кажам, некој грубо и би рекол агресивно крваво прекршување на правилата на игра, особено поврзани со мирот и стабилноста, инаку ретко се посегнува по други земји членки. Моето мислење е дека Бугарија свесно не ги спроведува овие одлуки, затоа што го имаат одбрано францускиот модел на државјанство, една држава, една нација, граѓанство, индивидуални права, и тука би напоменал дека може би за нив и македонската заедница во Бугарија може би и не е примарниот елемент од кој тие имаат загриженост, туку примарниот елемент од кој во Бугарија се позагрижени е капацитетот на турската заедница и во последно време се поголемиот растечки капацитет на ромската заедница. И затоа одат на таа филозофија, француски модел на државјанство, нема етнички права, нема малцински права, и мојата прогноза би била дека сепак без разлика на последиците, веројатно можеби и ќе се согласат да плаќаат одредени пенали, какви и да се тие, но не верувам дека би го смениле начинот на пристап кон малцинските заедници. Одиме со кратка пауза за реклами, почитувани слушатели, и се вратиме во вториот дел за кој ќе разговараме за политичките тенденции во држава, односно анкетите, и на крајот јас да ми одговори некој на прашање што толку направи оваа влада, волку многу да и се покачи рейтингот. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, ќе ги анализираме анкетите. Europe Elects ја објави анкетата на Market Vision и МКДМК, спроведена од 16 до 24 септември, на 1200 испитаници. За подсетување на слушателите и гледачите, Market Vision беше агенцијата која најблизу беше до резултатот на последните парламентарни избори, најблиску беа до во однос на проценти. Сега ова што излезе е енигма, дури и за мене. Во првите 100 дена на владата се случи една драматична промена на рейтингот, но ВМРО-ДПМН не отиде надоле, туку отиде многу нагоре. Заедно има повеќе од скоро сите други политички субјекти, негде околу нив има, сите да ги собереш заедно. Значи, ВМРО-ДПМН, рейтингот на ВМРО-ДПМН е 45,2% од испитаниците рекле дека ќе гласаат за оваа партија на наредните избори. СДСМ не е втора политичка партија. Втора политичка партија во државата е ДУИ со 13,9%. СДСМ не е ни трета политичка партија во државата. Трета политичка партија е ВРЕДИ со 11,7%. СДСМ е четврта политичка партија во државата со 11,2%, односно само 6% повеќе од само 0,6% се извинувам, не 6%, 0,6% повеќе од петата политичка партија во државата, а тоа е Левица, која има 10,6%, односно разликата помеѓу Левица и СДСМ е во рангот на статистичка грешка, и заднив е Знам на Максим Димитриевски со 6,7%, некаков процент сличен со оној кој го имаше оваа политичка партија на последните избори. Милошовски, видовме одредени резултати од владата. Дали зборуваме за пензија во покачување, дали зборувавме за најава во инфраструктурни проекти и така натаму. Но откаде волкав раст, а ние не сме станале Германија, не сме станале Луксембург, не сме станале, зборувам со животниот стандард и така натаму. Енигма ми е реално. За 100 дена толку многу доверба во што?
Па прво сметам дека довербата беше висока и за време на изборите, се разбира не е толку, но Рекордно сепак висока беше од позиција на опозиција, највисок резултат во историјата. Имавме висока доверба. И после изборите сметам дека дополнителен број на граѓани во самата влада и во самото собранинско мнозинство гледаат стабилен политички и економски актер, во кој што можеш да имаш доверба дека ќе се посвети на решавање на проблемите и потребите на граѓаните, државата, стопанството, здравството, образованието и многу други работи кои што во претходниот период беа занемарени. Вториот момент што сметам дека влијае е процесот на пасокизација на СДСМ. Во СДСМ имаме сериозна фрагментација, не само што има недоверба која што ја видовме на претходните парламентарни избори, туку и после парламентарните избори во СДСМ имавме дополнително фрагментирање заради несогласување на сериозни политички актери внатре во СДСМ при изборот на нов председател. Гледаме резултатот на СДСМ на изборите, тие тогаш усвоија согласно оваа методологија 15,8% од гласовите, сега имаат 11,2%. Ова е 4% повеќе од 4%, 4,5% негде намалување на рейтингот. Вие сте пораснале за некој, па вака кога ќе видам овој проценти не е толку голем, ја зашо изненаден? На изборите сте имале 44,6%, а сега имате 45,2%, значи имате за еден помалку од 1%. Процентот е кај ВМРО ДПМН е стабилен, со благ нагорен тренд, а додека процентот во СДСМ е надолен, би кажал, прво заради фактор на пасокизација, фрагментирање внатре во самата партија, бидејќи ние видовме при изборот на председател на СДСМ имавме сериозни несогласувања на влијателни политички фигури, актуелни внатре во оваа политичка партија. И тоа создава несигурност и кај нивните симпатизери, и кај неопределените, и кај нивни можеби традиционални гласачи. Како ќе го прокоментирате овој раст на левица? Од 7 на 10,6, со што заслужија толку да пораснат? Јас гледам во собранието, она што е моја перцепција внатре во законодавниот дом, има разлика помеѓу односот на пратениците од СДСМ и односот на пратениците од левица. Пратениците од СДСМ земаат говор или иницијатива, покренуваат некоја иницијатива кога се приморани од своите симпатизери, прозвани од нивните, речем, блиски советници или поддржувачи, инаку се претежно, како да кажам, флегматични во действувањето во собранието. Речи си да немаат некоја посериозна активност, каде што граѓаните можат да препознаат опонирање на одредени политики на актуелното владеачко мнозинство, без разлика дали тие се издржани или неиздржани критики. Од друга страна, кај пратеничката група на левица гледаме дека постои поголем мотив да опонираат на владините политики, без разлика дали тоа е популизам или тоа е можеби создавање на некоја перцепција или противење заради противење, но во секој случај мотивираноста на пратениците од левица е многу поголема од мотивираноста на пратеничката група на СДСМ. Да, и рейтингот им е блиско. А како стои знам во однос на левица? Знам, на претходните избори знам, имаше и кај нив има зголемување на процентот, не толку големо како во случајот со левица, но само момент се извинувам, за една минута да го отворам повторно, ја затворив анкетата. Да, кај знам имаш од 5,7 колку што освоиле на изборите, сега имаат 6,7. Доколку ги разглобиме, нели, оние кои се нарекуваат македонски политички гласачи, овие 4%, можеме да видиме една тенденција дека не се произведени многу нови гласачи, а падот на СДСМ е поделен помеѓу знам, левица и ВМРО ДПМН. Значи, доколку вака некако се обиде да ги стагнираме, да ги анализираме бројките, и најмногу од падот на СДСМ, согласно оваа математика, има добиено левица. Да. Најголем дел од
процентот природно е ова Милошовски гласови од СДСМ да се прелеваат во левица. Обично претходно зборувавме дека левица нели зема од оние гласачи на ВМРО ДПМН кои имаат порадикални погледи кон националните прашања. Структурната поставеност во политиката во моментов е таква што левица и СДСМ се меѓусебни конкуренти, бидејќи се опозициони партии. И затоа претходната поставеност за време на владењето на ДУИ и на СДСМ беше поинаква, тогаш конкуренти беа левица и ВМРО ДПМН, бидејќи беа опозициони партии, ја критикуваш власта и целната група ти се оние кои што се антивладино настроени или неопределените. Сега конкуренцијата е помеѓу СДСМ и левица и на крајот од краиштата да не забавиме дека и самата партија Левица во почетоците беше дел од групата на сателити предводени од Зоран Заев, кога се создаваше шарената револуција, сепак беа во заеднички протести. Јас сум присуствувал на основачкото на состанокот на кој се основаше движењето Ленка, од кој е подоцна излезе Левица. На тој состанок таму беа и Роберта Лагјозовски, кој подоцна беше министер од СДСМ, и Жарко Трајановски, кој подоцна беше вработен во владата на СДСМ, и луѓе со такви светогледи. Значи зборувам ова негде 2008-2009. Затоа сметам дека оние групи на луѓе кои што во тие моменти 2015-2016 година од СДСМ биле поттикнати, стимулирани или може би охрабрени да се придружат кон левица за да се зајакне тогашниот опозиционен или антивладин фронт против тогашната влада на ВМРО ДПМН, сега гледаме дека тоа се враќа како бумеранг на СДСМ и дел од нивните симпатизери се приклонуваат кон левица, што според мене, пак ќе повторам, е и резултат на самата политичка нестабилност во внатрешните состојби на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, бидејќи ако имате председател кој што е избран, а притоа до вчерашната министерка за одбрана тврди дека изборите на Венко Филипче за председател не се регуларни и имаат хендикеп, и до вчерашниот високо позициониран функционер Јован Деспотовски исто така смета дека изборот на Венко Филипче не создава кохезија и дека не ја демократизира партијата, тогаш логично е ваквите пораки да влијаат демотивирачки кај голем дел од симпатизерите на СДСМ, кои што веќе не гледаат сигурност во таа политичка опција, не гледаат кохезија и бараат алтернативни решенија, дали некој ќе се приклони кон левица или некој ќе се приклони кон знам, или некој ќе абстинира, или помал дел можеби ќе видат сигурност во ВМРО ДПМН, но во секој случај СДСМ и во следниот период според мене ќе има криза, особено во моментите кога во ноември ќе имаат конгрес или централен одбор слично, кога треба да го потврдат новото раководство или да создадат нови органи на партијата, извршен одбор, генерален секретар, подпредседатели и слично. Не сум сигурен во тој дел дали ќе успеат да излезат од фазата на фрагментација и да се консолидираат, или ќе продолжи фазата на фрагментација. Јас искрено не сум оптимист дека ќе излезат од... Разговарав со неколку сериозни аналитичари на темава, тие велат дека СДСМ во овој момент не е закана за ВМРО ДПМН, но закана за ВМРО ДПМН е можеби некоја нова политичка опција која би орбитирала во делот центар, малку лево, но малку и десно, и би се обидела да ги собере оние кои се условно кажано граѓански позиционирани гласачи од центарот, и дека може да се очекува и појава на нови политички субјекти од нигде. Затоа што е оставен простор. Не би исклучил таков развој на настаните и нормално тоа е легитимно. Тоа пред се ќе зависи од капацитетот на СДСМ да се консолидира. Ако СДСМ не се консолидира
до крајот на оваа година, тогаш ќе се создаде поширок простор за создавање на нов политички субјект кој што ќе може да понуди одредена издржана критика од опозициона гледна точка, тоа што не може во моментов да го понуди СДСМ. Истовремено, мислам дека во самиот Социјалдемократски сојуз и сегашниот нивен председател Венко Филипче постои еден хендикеп што тој како председател на СДСМ во овој момент не е тој кој што лично одлучува за состојбите во СДСМ или за кадровското доекипирање. Сепак Венко Филипче, од она што го забележа во изборната единица 4 за време на изборите, е само второто политичко јас на Зоран Заев. И во лична, и во материјална, и во фамилиарна, и во било која друга смисла се толку блиски што неговото делување е само фасадна представа зад која што конците ги влече претходниот председател на СДСМ Зоран Заев. Во однос на рейтинзите имаме една гениална досетка од еден наш редовен слушател, вели, па нормално дека ќе порасне рейтингот на владата, го земаа Боцевски, вели. Вие сега мислете му како ќе се соочите со вашиот рейтинг? Добро, ова е интересно. Морам да кажем, ова е чипшот. Ова е чипшот. Па гледај ја како одма покритичен кон владата, конкурентски настапувам. За да се компензира отсуството на... Не само за да се компензира, има љубомора на презавањето на такво кога сме кај рейтинзите, сакаме една друга страна на медалава да свртиме, односно порастот на рейтингот на коалицијата Вреди Влен, како и да е. Би рекла дека се должи на тоа што нема таму некоја многу силна националистичка реторика, односно дека од друга страна, ајде уште подиректна да бидам, ВМРО ДПМН како доминантна владеачка партија во коалицијата успева да ги хендла, да ги менаџира овие ретки, ама сепак присутни некакви излевиеве на одредени фактори од коалицијата Вреди кога ќе се стрчат со дадена изјава. Сега во една таква ситуација имате гостинката собраниска спикерка или председателка на собранието на Албанија, Спиро Пали, која во среда собрание рамо до рамо со Гаши се дрзна да се меша во внатрешните работи на Македонија, зборувајќи за законот, односно за употребата на албанскиот јазик, за балансеро дека се надава оти нема да го бутне уставниот суд и така натаму, односно се доведовте како влада подоцна, вие сте пратеник како член на ВМРО ДПМН да нагласувате при јавни настапи дека немате ништо против употребата на албанскиот јазик, значи на некој начин да се оправдуваме дека како држава ние не го доведуваме во опасност албанскиот јазик. Ова од перспектива на подпредседател на собрание како ви изгледаше, ве револтираше моментов, свесно се дозволи од Гаши, потоа каква дискусија имавте еве со него? Според мене не може човек да ги предвиди говорите, исказите, одговорите, настапите на гостинот кој да е. Во моментот кога сте пред новинарите, тоа се одговорите може да бидат 40 секунди, 1 минута, 2 минути, не можете да предвидите што вашиот соговорник која порака ќе ја упати и во истиот момент да реагирате. Но исто така треба да се земе предвид една околност поврзана со актуелната влада во соседна Албанија и раководството. Сепак тие имаат може би се уште имаат своји фаворити во Република Македонија. И господјата Спиро Пали и албанскиот премиер припаѓаат на политичката опција која што е дел од сестринските партии на СДСМ и имаат блиски релации со ДУИ. И сметам дека ваквите изјави во еден дел беа и прилагодени кон нивните, би рекол, поблиски партнери во Македонија, СДСМ и ДУИ, за да им се даде некаква морална, политичка или некоја друга поддршка на темите кои што тие се обидуваат да ги отворат, иако сепак мислам дека ни тоа нема да им помогне со оглед на овие анкети, но во секој случај тоа што треба да се знае како правило,
ниту домашните политичари во Македонија не би требало да ги коментираат или да ги налагаат да влијаат со одреден притисок на одлуките на Уставниот суд. Без разлика какво е моето мислење за било кој член на Уставниот суд избран во претходниот период, истото треба да важи и за државници кои што доаѓаат во посета на Република Македонија. Да коментираш, да прогнозираш или да налагаш одреден развој на настаните како треба или како не треба да процени Уставниот суд, тоа навистина е надвор од политичката етика и надвор од дипломатските норми. И затоа сметам дека ова беше еден непотребен излет направен од претседателката на Албанското собрание, кој што јас го разбирам како незин обид на сестринските партии СДСМ и ДУИ да им излезе во пресрет и да ги рефрешира оние теми на кои што во последниве месец дена се обидува некакви поени да направи ДУИ или да направи СДСМ. Колку е камен на сопнување или Жежо Костан се уште законот за бранители? Се наметна како таква ситуација во јавност, како пиарска алатка или сметам дека во делот на пиар стана тема, тоа треба да се при, но истовремено треба да се каже дека голем дел од јавноста можеби знае, голем дел можеби и не знае дека закон за бранители постои. И законот за бранители е донесен и надополнуван неколку пати од неколку влади. Значи еднаш кога премиер на владата бил Љупчо Георгиевски, втор пат надополнуван, изменуван кога премиер на владата бил Бранко Црвенковски, трет пат надополнуван, изменуван кога премиер на владата бил Никола Груевски, подпишан е Зоран Ставревски како вице-премиер и секогаш тие изменувања, надополнувања оделе со заедничко гласање во собрание и при таквите заеднички гласања во собрание гласала и ДУИ. Што значи дека сега создадената би рекол фама дека ова се случува прв пат или дека нешто ќе биде ново. Ние немаме голема политичка меморија. Мислам дека треба да се пофатиме на нивно ниво со турбуленција. Да се подсетиме дека сепак овој закон постои, преку овој закон се обезбедени одредени повластици за бранителите, во добар дел тие биле и имплементирани, но сега овој пат сметам дека беше, повторно ќе се навратам на онаа состојба во СДСМ, обид на поранешната министерка за одбрана Славјанка Петровска како да се наметне во сопствените партиски редови, па и во јавноста пошироко, како влијателен политичар и актер, како забележан политичар и актер. Затоа беше предложен овој закон за измена и дополнување на постоечкиот закон за бранители. Тука има две дилеми. Прво, зошто како министерка за одбрана не го поднела овој предлог закон за дополнување на законот за бранители, да го унапреди тоа прашање, а второ, ако веќе поднесувате некој закон за кој што знаете дека е потребен широк консензус, тогаш треба пред да го поднесете законот со главните политички актери да имате разговори позади сцена за да подготвите терен истиот да помине. Таа воопшто не разговарала со ВМРО ДПМН, верувам ни со другите политички партии. И третата дилема е што повторно оди на конто на фрагментација во СДСМ, кога господјата Петровска, Славјанка, го предложи овој закон за дополнување на законот за бранители, сите пратеници на ВМРО ДПМН гласаа за. Но, кога го предложи овој закон, високи истакнат член на СДСМ и пратеник Фатмир Битичи гласаше против. И затоа сметам дека ова е уште еден показател дека во самото СДСМ нема кохезија по битни прашања и дека оваа тема, гледаме на стапите на Славјанка Петровска, нееднаш не го критикуваше Фатмир Битичи зошто не ја поддржа за законот за бранители, а на секој излегување збори на против ВМРО ДПМН. Тоа значи дека незината цел не е да создаде услови да го донесеме законот, туку незината цел е да биде политички на политичката нешто цена. што ви е работа вас Нормално, политичарите. легитимно е, но мислам дека кај неа веројатно инспирирано од фрагментацијата СДСМ, таа си се бори за своето место во новото раководство на СДСМ. Да, иако се откажа предходно од битката за председател. Може би има некаква беше понуда. наш омилен кандидат овде во ова радио, не разочара Славјанка,
да беше таа лидер на СДСМ, верувам дека ќе беа можеби за 2% изнад овој резултат. Дојде Филипчи. Милошовски, вие дел од извршната власт не станавте. Не станавме. И можеби во некоја прекројување. Да бидам искрен, јас сум одел една со тие чевли, не е лесно и им пожелувам многу успех и среќа на сите што се членови на извршната власт. Тоа е многу динамична работа, особено кога ќе наследите состојба на големи финансиски проблеми. Вие бевте министер за надворешни работи, сега ќе ви дам една неблагодарна обврска. Како ќе го оцените сегашниот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски? Мислам дека потезите кои што ги влече министер за надворешни работи Муцунски се прилично рационални, има одмерен настап и гледам дека добро си ја извршува задачата како министер за надворешни работи, иако тоа го прави во околности кои што не се многу поволни, а истите ги наследил. Зборам за протоколот подпишан од Бујар Османи со Бугарија, зборам за односите од време на време со Грција, па и други околности кои што се актуелни на ниво на Европската Унија. Истовремено, што сметам дека му е наследен товар, е екипата со која што тој треба да игра дипломатија. А екипата е амбасадор како Фрчковски, кој што поднесе оставка, треба да те представува во Обединетите нации, да ги пренесува твоите пораки или тебе да те полни со информации. Амбасадор во Букурешт како Жерновски, кој што треба да имаш доверба или да немаш доверба на кој начин настапува. Кога сме кај амбасадорите, зошто не заживе селективната линија на Комисијата за надворешна политика во собрание, која би била соодветен филтер за давање сериозен амен за следните амбасадорски места, оти де факто и тука не е клучот за... Затоа што во Македонија во Законот за надворешни работи не е иста улогата на Комисијата за надворешна политика како што е, например, улогата на Комисијата за надворешна политика во Американскиот Сенат. Таму имате можност вие да бидете дел од селекцијата. И некој кандидат за амбасадор. Па, мислам дека во следниот период ќе има и понудени одредени измени, во која насока ќе се движат, ќе видиме согласно проценките на Министерството за надворешни работи, но тоа што сакам да го најавам е дека ние како пратеничка група на ВМРО ДПМН ќе поднесеме барање, иницијатива за автентично толкување на членот 39 од Законот за надворешни работи, каде што Комисијата за надворешна политика е составен дел во процедурата за испраќање на амбасадори, затоа што секој амбасадор треба да има свое образлагање на дипломатските тези пред пратениците во собранието. 10 амбасадори не го направија, не го испочитуваа овој член од законот и доколку автентичното толкување преку пленарна седница потврди дека ова е составен дел од процедурата некој да се упати за амбасадор, тогаш ние ќе апелираме до министерот Муцунски да ги врати назад сите оние амбасадори кои што не го испочитувале собранието и биле упатени за амбасадори без да поминат собраниски филтер. И се на крајна штета на државата. Па на крајот од криштата како дипломати кои што треба да предводат амбасади или ДКПА, тие треба да бидат пример за почитување на нивниот сопствен закон за надворешни работи. Ако не го почитувате тој закон или не го почитувате собранието, тогаш тешко е да докажете дека ќе имате доверба и почит кон новата влада која што треба да ја представувате во земјите на престој. Антонио Милошовски, ви благодарам. Искра, ти благодарам и тебе што ми правеше 50-50 бевме активни двајцата во утро. Па мислам дека сега бев 40, за да се искупам и у наредни 5 емисии треба да бидам 40, за да се изедначиме на некој долг план. Тоа е добро, нормално. Почитувани слушатели, гледајте не и утре. Ќе не биде гостин генералниот секретар на владата. Генерални секретари на владата имало повеќе во затвор во Македонија од било кога.
Тоа е, како да кажам, Опасна фотеља. опасна, едно од најопасните фотели. Јас би размислил многу пати пред да ја прифатам. Ќе не гледате утре со Сотир, ќе дискутираме и за ова, за опасноста на таа фотеља и зашто правила претходната власт, што ќе прави оваа власт. Интересно ќе биде и утре. Во четврток имаме исто така добра анализа на ова со Израел и Палестина од човек кој добро ги познава приликите и во Израел и во арапскиот свет, од Раби Седрек. И петок бараме гостин за Агим Јонус, за да ги срушиме сите рекорди на гледаност кои ги поставивме во претходната емисија со Рубин Земон. Доколку имате некој кандидат, слободно предложете ни го, затоа што сакаме петок да го направиме ден за... Па може да сам Забавно. Ибримовски. Само што сакав да речем. Само што сакав да речем. Јас и Милошовски имаме исти. Знаете дека овој јавен брейнсторминг е многу добар. Ќе го бараме Самка Ибримовски за во петок, ќе биде одлична прилика за да имаме одлична емисија.